Редно е во оваа прилика после 10 години да кажеме конкретни детали во однос на зарадувањето на идејата и во однос на целокупниот процес на формирањето и развојот на овие паралелки, како и за образованието на учениците со аутизам. Додека од 2001 година наваму, ние стручниот кадар во Македонија се боревме со новите и актуелни сознанија за аутизмот, како нарушување кое почесто ни се случуваше. Родителите на едни деца, Меги, Лилјана, Живко, Томе и многу други, се бореа пак со образовниот систем во државата кој не беше адекватен за нивните деца. Тие посетуваа настава во редовни училишта, во посебни училишта, со деца со умерена ментална попреченост, со редовни ученици, а најмногу од нив воопшто не посетуваа настава. Како млади дефектолози, со идеја дека треба да се реши оваа неправда, во 2004 година и во 2005 година, со препорака од Институтот по дефектологија од Скопје и професор доктор Љупча Едински, заминавме на специализацијски студии во најголемиот и најразвиен центар за аутизам во Нови Сад, каде она што таму го видовме и научивме беше тотално репрограмирање на знаењата, методите, пристапот и шаматскиот третман кон аутизмот. Во 2005 година идејата и потребата во општина Струмица и Република Македонија од организирање на посебно образование за ученици со аутизам по специализирани методи и програми ја сподели со градоначалникот тогашен Зоран Заев, кој со голема доверба и елан ја поддржа и заедно по институциите ја промовиравме истата, а беше поднесена на формална иницијатива од родителите на гореспомнатите дечиња со аутизам. Сите конкретни институции, органи и тела не поддржаа и за рекордно кратко време го прифатија предложениот модел за образование на овие ученици. Општината преку Оделението за образование и градинката Детска радост од Струмица ни остави простории и истите ги опреми, а основно општинско училиште Сан Домасев Струмица административно, правно не прими во свој состав и под свој закрила. На почетокот на 2006 година од Министерството за образование и наука добивме верификација за вршење дејност, а во март 2007 година свечено беше отпочнато образованието за ученици со аутизам во посебните паралелки при Основното училиште Сан Домасев Струмица, по специализирани и адаптирани наставни план и програма за овие ученици во интегрирани услови, тоест во физички контакт со децата од детската градинка. Како прв пример за ваков тип на образование во државата, а веднаш по нас и останатите институции во Република Македонија го следеа нашиот пример и модел, како што се Штип, Скопје, Прилеп, Битола. На самото отварање јас запамтив, градоначалникот Зоран Заев тогаш рече: "Ова се наши деца, ова се наши простори, ова е и ќе остане наша општинска грижа. Мораме да ги чуваме и развиваме, а на ова нема да останеме." И така се случи. Од самото отварање на овие паралелки во 2007 година, покрај честите дидактички опремувања и поддршка на секој 5 години, реализираме по еден огромен проект, поддржан од општина Струмица, во правец на развој на ова образование, во правец на институционален развој на паралелките. Имено, од 2007 година се случи отварање на паралелките. Во 2012 година, поради ограничениот простор, се пушти во употреба доградба и опремување на уште 2 простори и училници, со што значително се модернизира и зголеми просторниот капацитет на паралелките. Од 2017 година се опреми сензорна соба и соба за сензорна интеграција на учениците со аутизам поради големите нарушувања во сензорниот развој. Од почетокот па до денес, од тука поминаа и поминуваа вкупно 18 дечиња со аутизам, и срекни сме што успеавме да ја зголемиме и оправдаме довербата кај родителите и стручната јавност. И денес, кога се прашуваме како поминаа 10 години од образованието на овие ученици, тука и воопшто во Македонија, како се развива паралелките, констатираме, навистина беше тешко и макотрпно. Бараше посебни амбиции, напор и вончовечко трпение да се скрши ледот, да се направи непостоечкото, а најмногу да се избориме со суровото општество и систем во државата. Денес облагодариме на градоначалникот тогашен Зоран Заев, што не поддржа и им беше другар на нашите ученици на секој одбележување и празник, а се надеваме и сме сигурни дека во сегашниот вршител на должност градоначалникот Костадин Костадинов ќе најдеме партнер и соработник за нашите идни и поголеми планови, не по важност, ами по одговорност. Им благодариме на сите што на било кој начин ни помогна и на утешија во тешките моменти. Ветивме и ќе го исполниме. Овие паралелки за образование на ученици со аутизам како првиот ваков вид во Македонија ќе прераснат и ќе се трансформираат во голем, современ, напреден, стручен и методолошки сеопфатен центар за аутизам.
како посебен административно образовен ентитет во Република Македонија, бидејќи ако тогаш го покажавме патот, денес ќе продолжиме да го трасираме истиот. Со искрена надеж дека новите текови и трендови во државата ќе ни овозможат да покажеме и докажеме колку и како знаеме.